Не знам како иде после. Sex on Fire свири. Да, ова е боле. Вода. Многу. Ова е новата еден на еден. Денеска имаме супер емисија, дај да видам кои ми се гости. Драган Вучич и Саше Политико. Ќе биде интересно, започнуваме стандардно со ново време, а веднаш потоа трите работи што не сте ги знаеле за Драган Вучич. Ајде! Водител, менаџер, музичар, пејач, татко на Мартин, па и не е потребна титула. Драган Вучик е бренд сам по себе. Пред да ги открива новите мак звезди или да шмрка кафенце со звездите од турскиот Холивуд, Драган заврши средно музичко училиште во Скопје, па потоа 2 години ги усовршуваше потезите на неговата бас гитара во Канада, а помине и 3 години во Грција како басист во ревиски оркестар далечната 78-ма. Неговите 5 минути дојдоа многу пред вашите 5 минути. Драган свиреше во филмот Нечиста крв на Бора Станковик, каде главната улога на убавата циганка Коштана ја играше 17 годишната Светлана, тогаш Величковиќ, Цеца. 2004 во Сараево пак тој е прогласен за прв менаџер во цела југоисточна Европа. Аферим. Ето тоа беа трите работи што не сте ги знаеле за Драган Вучич. А еве го и во студиото. Ја. Драго, па ти си висок. Не знам што ми е денес. Како си? Добар, фала. Дали е... Ние те најавуваме као прво тебе интервју после години. Па така е. Така е. Зашто толку те немало... Немаш... Прво да објаснам зашто дојдов кај тебе, бидејќи си по мене еден од водечките кои имаат чука, имаат кликер за водење. Добри прашања поставуваш, не си тип на оние други нешто се све по протокол едно па исто. И трето што ми се бендисува што си на Алфа. И тоа? Да. Одлично. Важи као една за мене многу културна телевизија. Така. Јас се слагам со тебе, мислам и гледачи. Иначе зашо би не гледале па, од друга страна. Така е. Ајде да почнеме со басот и рокот. Таму да почнеме. Може? Си ја подзаборил таа приказна или не? Ма не, факт е дека не сум фатил бас едно 3-4 месеци, еден мој пријател мажеше керка, тогаш Јаргов ќе речеш Не. 15 години. Значи тоа беше пред 3-4 месеци. Инаку така, бидејќи прво немам време, а мојата најголема љубов јас ја продадов, значи, во кој смисол? И појачалото и бас гитарата. Баш ја продадов. Баш ги продадов. Затоа што веќе не се наоѓав во тоа, а толку време јам истрошено да го учам тој занает и многу и на бившите југословенски простори. И сега кога ќе се завртам, прашањето е што ја правев, зошто ја учев кога сосема друго. Значи, си учел едно време за музичар, сега малтер нешто. Да. Чудна работа. Ама така се случуваат работите. Чудни се патиштата, господови, како викаат. Си живеел во Канада, си свирел, таму почна да свириш? Не. Јас почнав од прво да објаснам за гледачите. Значи, јас самиот се чудам какви се приказки кружат за мене и јас се изненадувам. До толку? Значи, до толку да не се знам самиот себе си, тоа е чудна работа. А инаку почнав... Веќе како мит стана Катастрофа. Значи, почнав од 14 години, кога почнав со средна музичка. Почнав да свирам со мојот покојен татко, кој беше музичар, армоникаш во танец беше. И он имаше своја група и тогаш имаше 4-5 хотели. Континентал, Панорама, Средноводно, Сара и да не ги набројувам, тоа беа култни, нели? И јас
секоја вечер од вторник до недела си свирев навечер, паралелно си одев на школа од Савајле, така. А понеделник никаква пара, све татко ми се взимаше. Само ќе ми даеше 500 динара тогашни. Понеделнички, јас ќе си отидев со другарите, мои врсници или нешто постари, или од мојата генерација, или па од мало, на кебапчиња или така нешто. Ете, тоа беше моето. Немаш ни корзо, немаш ништо, немаш друштво, немаш... Свиреш? Си свирев, нон-стоп свирев и дурне отидов во Канада. Бас, што свиреше там? Прво, не, контрабас музичка, меѓутоа бас гитара, затоа што прво почна другарите да ме зезаат дека тоа била мечка, тоа не бил инструмент. За контрабасот. За контрабасот. Второ ме зезаат другарките, јас као амал сва среќа што сва среќа што од дома до тогашното средно музичко кај што беше кино Карпуш, Карши Апче. Дали имав 200 метри, ама и тие 200 метри мораше да ги изодиш со тоа мечката на кој ќе ми свирнеше, кој ќе ме зезаше и многу чудно се осеќа. Што барам бе, јас сум контрабас. Нема тоа, тоа. Има помалиот брат на мечката, малото мече. Да. Кој ти е најголемо рок достигнување? Тоа што си свирал бас на дугме? Ма не, само на дугме, мислам, јас можеби ќе заборавам некоја од групите на кого сум го позајмувал мојот талент као бас гитарист. Значи, Биело дугме 2 албума. Буквално као тезга, Драган, дојди да ми свириш бас на албум. Авион или воз тогашен трта мрте, доаѓам тамо, дали било народно, дали било забавно. Значи, на кого да ми падне на памет, од Белград да почнам, значи, Тома Здравковиќ, Бог да го прости, еден цел албум исвирен со него. Мислам, тоа си има, тоа се наоѓа. Не знам дали го има на интернет, меѓутоа на плочата си стои, тоа беа плочи, големи елпи. Боки, кларинетистот, еден од најдобрите кларинетисти во тогашна Југославија. Потоа Шабан Шаулич, од народњаците. Цветанка Ласкова, цел албум исвирен, која дур живееше уште во Белград. А да се вратам малце... А напоредно и рок? Да, и рок. Значи, со Чолич имам 2 турнеи изодено по СССР тогашен. Како басист? Исклучиво како басист. И главен за женските ја и тој. Морам да признам, тогаш бевме, да. Потоа група Амбасадори од Сараево. Потоа Магазин. Па Нови фосили. Ама ке бе најпознатиот дугме, дај за дугме, кажи ми. Свириш бас на кој? На Липец Свату сум јас. На Липец Свату на цел албум? На цел албум сум. Буквално и на оваа на Липец Свату. И свирам на Липец Свату плюс тамбура им свирам, затоа што на нив им беше несватливо. Тамбурчето што е на песната си ти? Да, и бас гитарата. Морам да кажам дека Липец Свату ми е мислам, самата песна е толку едноставна за свирење што ја не се пренаоѓав себе си. Тој се изненади, Горан падна у несвес. Тоа беа само тонови празни, дум, ништо друго. Тај сега тогаш за фолкот, кажи ми. Имаш еден спот што е толку популарен, му има 300 пародии, ќе ти покажам една да видиш што мислиш, направено со Gangnam Style. Си го видел тоа? Го знаеш? Што мислиш за тоа, кажи? Се смееше кога го гледаш? Алал му вера на дечката. Добра монтажа, призна. Само претпоставам дека му било срам да ми се јави или да најде мој број, да му дадам уште 2-3 спота, за да може да ги уклопи побогато да биде. Па еве, ајде да му кажа, Бујро, ајде, исконтактирај. За некоја друга, да. Затоа што имам ја дома уште така. BMW-то од кај што спот е тоа, за која? Таа е легендарна. BMW-то е, значи од еден мој пријател земе на BMW-то, тогаш и на Партизанска, јас бев тогаш уредник, музички уредник на телевизија Сител. И во склопот на моето уредништво викав и камермани, Тони и компанија и сите мои другари кои работеа исто во Сител. Напред они беа со кола, а јас возев 20 на саат. Ама најстрашната и најсмешната работа што беше, јас одам у средната лента, затоа што туку гледаш црвено фиче. Да бе, желките поминуваат од страна, тротинет некоја дете го поминуваат. Да. Добро, тоа за 95-та година можеби беше интересно, што знам, мене ми беше интересно. Сега од оваа дистанца. Тоа беше топ кола гарант. Тоа немаше во Скопје, едно беше кабриолет. Одиме дале. Нели ти е криво ова, значи ти се случи вашите 5 минути,
Тоа беше бум во Македонија, претпоставувам. За кого како? За мене беше бум, за некои си луѓе кои се, ајде да кажем, не се од класата на луѓе што го гледа тој проект. Просто не сака ни да слушнат за тоа, Па како просто сум коментирале, ако сигурен не го дека го гледале од А до Ш. И од тогаш почна мене да ме прати она негативна конотација, Вучич стои таков и оваков, меѓутоа очигледно ни еден до ден денеска не ме сватил што сакам ја да кажам. Дали до тогаш ти збореле, мислам, си се среќал со негативни реакции, конотации и До слично? тогаш не. Од Од тогаш тогаш ти па почна? наваму катастрофа. Се поеќе и поеќе. И сега мене ми е чудно што и младиве тоа го прифаќаат, а имаат 15-16 години. Па ко чак Нори за работа. Ама работава е што они ги слушаат родителите кои тогаш биле на нивни години. Разбираш, тука е проблемот. Така да добро, сега Ај на кратко за вашите 5 минути. Што беше муаветот? Доаѓаат луѓе, Значи, си се надпреваруваат овака. во пеење. Концептот беше многу едноставен. Јас си одев по општини, претходно со градоначалниците ќе се договориш, ќе ти обезбедат сала гратис. Ние доаѓавме 5-6 луѓе тамо. Имав и Ранко Рангелов доаѓаше, некој од пеачиве секогаш носев, да не е тоа штуро онака. Се надпреварува по 10, не по поеќе. Убацував и скриена камера, никој не знаеше, а после ќе ти кажам за таа скриена камера, северните соседи што направија од тоа, копија цела моја. Добро. Значи одевме тамо, петок беше тоа, ќе се избереме тројца најталентирани, во недела истиот градоначалник во Скопје, 2 автобуса, Со навијачи. така, со навивачи. И плюс тоа имав жири тука до мене, жирито само беа составени од пејачи, самото жири си пееше, нели? И така беше интересно. А кој е моментот со кафињата што толку многу ти го асоцира? Толку многу кафиња даваше ли? Што е Значи, работа? јас бев мини маркет, ова е мало, значи тогаш немаше оваков закон. Product За медиуми, placement немаше. Значи, и тука имаше кафе, овде цик-цак, овде, ама се имаше, што сакаш паста за заби, што сакаш, не, тука можеше кај мене да најдеш. А мислам дека 98 имав и еден базен напред. Добро. Тука е тоа. И сега, наградната игра беше кој ќе изгњури во базенот и што поише кесички кафи да вади. Тоа беше интересно и за народот. Мене не може луѓето да ме сватат, мисля дека се подбуцкувам. Меѓутоа, тоа е начин за да ги привлечеш и гледаш тој дошол со авишта се ти бутнал прилепи дека натре. мајтап си играш со... Да, дека мајтап овој си шагнури. играм. Сајатко заврши со таа емисија, почна Гранд продукција, а претходно Брена беше Чекај, Саша Гранд не Поповиќ. постоела? Ма каки, не постоеше. Сериозно? Постоеше Зам Продакшн. Значи Сашо Поповиќ овој Саша што ми прави беше таму- гостин, Брена ми беше гостинка и сите тие Ритам срца. Прво ми ги спокрадува сите песни, Ника Ника на српски, Кате Морикато на Без- српски, без без да те прашам. и ден денеска стојат нивни потписи. Тогаш беше матно време, 98-99, така натаму. Второ Случај таму почна го направија Гранд. Го го направија направила од Звезде Гранда. што Ете, вика. Звезде Гранда истото, скриената камера, цело комплетно земено од Ма мене. не ти беше некој, мислам, беше. А што Било да правам? или сега криво, не ти е Не, што не, си што да викаш, правиме? ја може да го правам. Сега, што да правам кога никој не ме ни прашал. Тоа беше лудо време. Јас и Телевизиско, да го имам телевизиски. заштитено тоа као проект, пак немаше да функционира, затоа што ние немавме, помеѓу двете држави се уште немавме таков договор, не знам ни дали ден денеска го имаме. Спомна турнеи. Дај кажи ми за турнеиве со кои си бил? Си бил по Балкан, по Русија, по Австралија и така? У Австралија бев 11 пати. Ама, со кого? Што сам, што со Кода, што со Тавче Гравче, мојата прва фолк група. Во една година колку настапи сте имале? Па негде, ако не ги рачунам настапите во Македонија кои беа многу, ама тука рачунам и свадби. Затоа што тоа беше главната екзистенција, меѓутоа свадба, Тавче Гравче те свири, ние земавме 2000 марки тогаш. Тоа Сегаш не исто евра му како доаѓаше, евра. класика. И не мрдавме од тоа. Колку души? Четворица, пет? Пет. Како делевте? Сите на подеднакви делови делевме, мада јас ги менаџирав сите работи. Се јас ако се јавам во Австралија, не ми ги признаваат трошоците за За телефон. За телефон. Да. Ама добра. Тоа е. После тргна сам Да. одиш по... Потоа, потоа со Кода бев. Ја напишав Ника Марика. И таа Тука растури, ама буквално растури. Бев Чекај, ај сега со интернет ми е јасно, извини што те прекинувам, ама тогаш
Како да речеме песна од Македонија у Австралија станува? Со CD-њата или со касетките, тогаш имаше касетки. Так. И сега ти си гастарбајтер и ќе донес ника ќе земеш 50 комада. Така. И на ово и на оно и после тие си ги преснимувава и што е најтрагично, Пошта, Фиданче, кога дај ќе чуј си го. дојдам, кога ќе дојдам таму, the best of они го продаваат. Направено албум. Катастрофа. Ај кажи ми, кои песни ги имаш напишано? Јас лично што знам, што сум се сретнал по интернет и чуда, дека на пример свирете Зајди, Олгица Христовска. Кој дел од Зајди свирете Зајди е твоја музиката? Музиката, да. Ја не ме бива за текстови. Так. Воопшто. Дале? Значи тоа пред неа Ангели ме носат, Силви Бенче пееше. Таа песната што им е? Да. Главната, да. Па мислам дека им е главна сега, можеби, но не мислам, ја мислам дека да, една од поглавните нивни песни. Значи има и други, така? Има многу други. Кажи грешнице, трето место исто со Владо Јаневски се јадевме, он во жолто палто, јас во жолто палто, 93-та пеев ја на Макфест. Запишувале по екран? Па како не? Двајцата, овој ко Славе и другиот ко Папагал, не знам така, овака. Ама поминуваш. Шоу. Чолич, вистина дека имаш пишувано за Чолич нешто? Немам ништо пишувано, ја имам само свирено за Чолич. Сега треба да албумот ќе му излезе негде во април месец. Добро. И денеска, сега пред 10 дена дојде Абер од неговиот продуцент, шта ради тај бре, оче да ми пошалја или нече да ми пошалја? Чекаат песна? Чекаат песна една и тоа песна да не биде у негов стил, нешто друго. Он сака малку јужначко да биде овака, малку македонско, ама тоа да биде, знам што сака, убитачен рефрен. Ама ја Арно не сум ни почел, а му реков на Пахулја, неговиот менаџер, дека рефренот ми е готов. Значи го исполажав, а нема врска, стварно. Сега кога ќе те види Чола? Па нема да ме види, ми се чини. Значи, Чола чека од Вучич песна. Добро. Ето тоа е најново, да. Тоа е најновото, токму така. Ајде, имаш многу муавет, ајде за турскиве серии ги викна сите кои све не ти дојде Полат, Молат, тие како се викаат? Сите, така? Кај ги најде? Во Турција, во Истанбул. Лесно, им дојде како... Значи... Кавит звезди се кој што викаат? Да, многу големи звезди се, значи... Едно да разјасниме, не е проблемот актерот, проблемот е менаџерот. Значи, менаџерот лже, суши, утре може, има многу работа, онако ќе дојдеш до самиот актер, автоматски овој паѓа во втор план. Ја директно контактите ги имам и прво ми беше најтешко. Преку Министерство за култура на Турција најдов 3 телефони, потоа нашиот Кемал Османли кој живее 22 години во Истанбул, иначе еден од најдобрите монтажери во МРТВ, си се пресели тамо, он ја монтира Долина на волците. И одеднаш сите 7 луѓе ми ги даде као на тацна. И потоа се редеа, не беше проблем никаков. Сплетна околности, значи. Да. Инаку што се однесува до нив, стварно се големи звезди. Например, Полат Алемдар, значи Неджати Сачмас, добро, е човек кој оди со 4 блиндирани едно Volkswagen блиндирано комбе и другите се джипови. И не се знае кога е у кое. Ово е председателот. Па така нешто, затоа што он е исклучително популарен, ама не можам да ви опишам колку. Второ, многу, енормно богат. И тука се испреплетуваат се разни, затоа што му се парите од глумење. Парите му се и од серијава. Значи, он рекламира копчиња. Добро. Копчињата која ќе ги видиш ти у серија, идната недела тоа е распродадено. Алка една имаше. Имаше една која лузна, се изгорил, не знам како. Ја ставил алката, баш тогаш јас викам што ти е алката, абе вика имав лузна овде, стварно имаше лузна и ме покри алкава растори. Значи има Полат Фешн, одела Полат, он има огромни солитери, има преку 3 згради преку 40 спрата, негови лични. Во азијскиот дел, се живо, бутици, чуда, се. Стварно мафијаж да не е? Не ми се. Он е најголема звезда? Па, моментално тој, меѓутоа Султанот е сега, мислам number one, он и Хурем, да. И Хурем Султан што ја викаат. Така. Тие двајцата се моментално, нема кај да поминат нешто, не се пентарат на дрва да ги начекаат папараците кога ќе излезат од дома, ма бетер од Холивуд. Е турска работа, браво. Дали ќе се сетиш што си направил со твојот бас Fender Precision, мислам дека е, што сега 5 се го свири?
Пеца Суперхикс седеше на столче тука и вика Легендата сигурно, знаеш не, каква е? мора да има приказ. Ова ќе го откривам ексклузивно кај тебе во емисија. Ми казвате дека тоа е бас на Драган Вучич. Абе, ајде, бега. Што се смееш? Па не знам, ама ми некој ше Ова демек не го знаеш. Не, ова беше као да. Баш ми е драго затоа што тој е еден од најдобрите басови, јас сум го свирал, а мора да ти признам Јорече, дека добро. многу бас гитари ми поминале. Од Рикенбейкери, од Фендери, од Ямахи 300 чуда, ова е еден, јас сам си го бирав од Фулертон. Тоа е фабрика во Америка. Јас сам си ја бирав, верувај ми, 3 или 4 дена ја останав, бирав. Од Сабајле кој ќе се зезам. отвореше, ама ти не знаеш, ја Толку битно ти било басо? многу битно, тоа ми беше живот мене. А Рома еве види што се. И баш ми е драго што го има. И претпоставам дека штима фантастично. Си го видел како изгледа сега? Па не. Знаеш колку стикери има ставено? Добро. Би се изнервирал така да го Па видиш да, со би, 50 стикери. би. Истиот тој што си го бирал 3 дена таму. Добро сега. Избегнувај Тоа е го на свирки пеца, нема ги. Мартин сега е на музичка академија. Он е професор на музичка академија, Професор, одел да естраден одел. Колку мислиш дека му одмогнало? Моето Тоа што презиме, ти е да, меѓутоа тоа го направива, таа фама ја направива луѓето. Татко му ова, татко му она. Прво не можам да учам за него, не можам да полагам испити. Ја не знам една палица, да ќе ми падне палицата, не да лупам или нешто во музика нема врски. Буквално или те бива или не те бива. Кажи ми, кога се роди Мартин, по турнеи беше? Да? Кога се роди Мартин, жена ми ја однесува во болница во 3 сати, мене ми се спиеше и ја останав дома. Ама ми кажа докторите дека нема потреба идеш. Јас сум си заспал 9-10 дури не дојде. Абе ти спиеш, Мартин се Баба роди. ми вика имаш син, честито. И нормално јас отидов тогаш, ама не бев во моментот таму, сакам да кажам, затоа што не се знаеше кога како. Кога се роди да бев тука. Меѓутоа после 40 дена, ја веднаш после 3 дена отидов за Грција, пошто работев во Грција, ја свирев. И Мартина Имаше делови 40... настапи Да, во да се познати со Даларас, со Маринела, во Скопулос. Тоа беа све моја генерација пејачи кои се сега и со диригент, со оркестар од 23 луѓе, 16 балерини, комичари на сцена. Кабарет цело. Кабарет цело, ама кабарето собираше 800 Систо луѓе. Вучич, Да. Ја бев алфа и омега во оркестарот. Многу ме сакаа. Кога наполни 40 дена, дели во црква какви се нашите обичаи да не излегуваш од дома ни бебето ни мајката. Татко ми ги зема или брат ми, не се сеќавам кој, во кола до граница, ја од граница, а Мартин спиеше во корице за бањање, толка во корице, зелено беше, уште се ја паметам. И си цицаше тамо нешто. Сега сите го замислија Мартин како прави во момент. Да. Како стар, како бодра се. Шал. И потоа и они беа некое време тамо, бидејќи климата извонредна, нели, за детенце. А тогаш во 82-3 во општа во Југославија беше криза и за прашалки, за масло за јадење, за сите потрепштини. И јас кога доаѓав, еднаш од 2-3 месеца, југо имав жолто, ќе го наполнев, ама паѓаше долу и се ќе донесев. Да не овековечен успот. Не. Го нема жолто југо. Не. Одржаваш контакти со грците? Имам другар кој е од Катерини, кој е директор генерален на ЕРТ. Да. Тоа е националното. Националната, да. Јас кога бев со Мартин, кога беше на Евровизија, отидовме во Атина и бевме фантастично пречекани од него и имавме посебен третман. Морам да кажам и у студио и јас нормално тука му помогнало тоа што е Вучич. Да, зборував јас на грчки, интервју се водевме на грчки, Мартин чат-пат разбира, чат-пат не, меѓутоа тој им пееше една грчка песна. И така симпатично шоу направивме, сакам да кажам за човекот. тогаш? Прв пат и последен гласале за 3 бода добивме од Грција. Сериозно? Да. Не се случило тоа? До сега не се случило. На Евровизија, а? Не. Само тогаш? Све нули имавме до сега. Кажам дека сте бркале женски по турнеи со Чолич. Не бркавме сами доаѓа. Добро, има разлика. Да. Кој се јадевте ли, ти правевте ли кажам, контест прво, некаков? најголемата грешка ја направивме првата турнеја што бевме цимери. Тоа е просто неверојатно двајца, мислам каша попара. Да не кажам што тука се вака титкање ќе ставите. И у хотел Вучич Чолич заедно. Тоа првите 7 дена беше, може и не. Првите 7 кога дена видов. со редици. Затоа што
Русинките беа попалени уопште по југословенска естрада, ние бевме ала дошол Елтон Џон. Например, ние ако од денес сме отишле од Москва за Запорожје, гледаш тие се нацртале са бајле на портирница доле, ама не ги пуштаа. Тоа беше што да ти кажам? Како Џастин Бибер, Чола и Вучич Како вие да Бибер, бидете. ние бевме црвен пипер. Пази, Чола имаше 26, ја имав 19. Цутот. И што сега? Да. Плюс висок толка. И тоа, штица. Значи, ја бев глиста. Чола, Висока колку е висок? катастрофа. Нешто понизок. Тука сме негде. 1,80 Значи не е нискичок Чола. Не, но 1,87-8 е. Така. Со кој највише држиш контакт од овие големи балкански? Мислиш од СССР? Не, што овие бевме? наши Чола, не знам. Па со Чола Чатпат сега во Охридко беше. Думе, например, Ми Бреговиќ беше си го гостин. чул некојаш, си го- Бреговиќ само кога му требам, тогаш ќе заврти телефон, Види, значи ти е опасен е. Тогаш кога му требав за грците, ме викна, дојдов, он дојде во Скопје, тогаш кога ја правеше она легендарна плоча, овај CD што ја продаде и на шпанци, на грци, на Со оркестар пољаци, со оркестар овдека од Македонија. Јас точно. беше Дамир и Мери, Мече, Тоа уште некои од младите да Зеландци. знаат еден човек е. Не е Дамир и Мери, жена му. Знам дека добро се исценкавме тогаш за таа. Чу што се случи сега во Италија за светското? Не. Светско првенство нордиско скијање, Чола им земал 90.000 евра да направи песна и хајде му планира. Абе таа е што мисла тоа? То не знаеш колку се луѓе. А па добро сега, тоа е тоа. Значи него го бива за такви работи. Значи он пред тоа да се сними овој албум 3 месеци беше во шутка. Секој божи ден он беше у шутка, ги частеше пиво, даjem ти на ромчињата пиво и секи ти он со диктафонче доаѓаше. Јас бев Светен значи не е некој страшна работа. А во арапска куќа спиеш. Значи 3 месеци. Така, да. И потоа собра материјали и на компјутер. Он не знае ноти, не знае камење, значи ништо, он само си ги знае фино, знае да ги направи песните да му звучат фалш. Он тоа обожава. Значи, тоа мене колку ми Намерно, смета и на сите нас музичари, он па намерно го прави тоа. Фалш тубата да му е, фалш тромбонов да му е, не знам што. Не сака многу бравури околу за бас гитара, јас ќе му отсвирам, ма не, сака статични ноти. Така, ама очигледно он го пронашол патот и тоа е сега. Се нема. држи Бреговиќ со тебе и Чола у Швалер Луков. Не знам за него да ти кажам, затоа што со него и немам некој контакт за такви работи. Прво избегава, второ не е човек за на маса. А Чола е боемчина. Ептер, а? Ау. Нема шанси да дојдеш ти или било кој да платиш или да отидеш ќе те најде или претходно ќе каже тоа е на моја сметка, ма нема теорија. Јасно. Тука ќе завршиме. Да, и завршиме. апропо муаветов со женските, да го исправиме, да. Апропо муаветов со женските, имаме еден интересен сегмент. Го викаме пуштање или како не треба да се пушташ на девојки. Ајде да цветаш. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for so long. Добар пар нозе. Кое време отвараат? Добар. I've been really trying, baby, trying to hold back this feeling for Инаку, во еден имаме сегмент од емисијата кој што го нарекуваме, така ние во екипата измислени прашања. Во основа одиме надвор, правиме анкета, измислуваме прашања кои што немаат благе везе со реалноста и гледаме што ќе ни одговорат граѓаните. И за чудо, кога луѓе гледаат камера, нешто во главата им светнува и гледаат да одговорат на било што, макар било и најголемата глупост. А за денеска им поставуваме прашање кое и како е голема глупост. Што мислите за одлуката Охис да го продадеме на грчката влада? Знаете дека грчката влада ни го купи Охис, што мислите вие за тоа? Па слушајте, кога немаме ние памет и пари, секој што ќе дојде од страна ќе ја купи. Продажбата не е во ред. Ја на грците на тие за мене не се како уопште не сакам ни да ги замислам, а не тоа.
Па, разочарани сме многу од тие работи и не можеме други изјави да даваме. Ако е добра комбинација да се вработат вработените, да се исплатите 20 милиона што треба да ги плати, тоа беше супер. Чисто сумњам. Тоа е све некоја манипулација. Што да мислам, лудило е. Ако е у корист за тие работници тамо, добро е. Ако е на штета, тогаш што знам они како гледат на тоа. Охис до сега колку пати се продаваше? Па добро е да се ствара нешто работа може. Ја за грчка влада не би им дава ништо. Што да мислам, се е продадено, не е само Грција, сите држави. Што да мислам, што да се очекува? Купила, ќе дојаме до пари. Јас од Лубљана појма немам за ова политика. Немаме ние појме од политика. Ние дојме овде 3 недели, 4 недели, ќе се вратиме пак на работа тамо. Мене не ме интересира ни за Грци, ни за Немачка, ни на никој. А краде им пари, што мислите? На грците? Да. Вртат од мене до тебе, да се снајде некој за трет човек. Па има некој друг сигурно што ги финансира, не грците сами. Има пари на други места, не во Грција. Па пари овие што се собираат на центар онде што правени. Отаде се парите. Па некои имаат пари, некои немаат. Некој што има лева рака, десен джеб, има пари, тој што нема, нема. Ма како е, тоа е само за да се каже дека купил некој од надвор. Се знае кој купува во Македонија. Па од кај да ги знам, тие Европската заедница им дава. Не работа не заслужува да им дава. Парите се знае од каде? Од германците. Не знам, да знаеш што ќе кажам, валјда имат, чим купуваат негде пари мора да имат. Има рајдуци тамо. Без разлика никаква продавање на Охрид, пати тоа најголемо богатство ни е. Следниот мој гости го знаете како автор и водител на доста популарни емисии Политико Аналитико, а сега веќе не е на телевизија, го имате на радио Канал 77 и на неговиот вебсайт Мактел МК, еден од најконтровезните ТВ лица во последно време, Саши Ивановски. Браво, како си? Одлично. Поле? Сакам и денес да не е овој што оваква музика, што да само Саше, дека изамериканизиран. Саше, многу ми е кеф што дојде како ајде да починеме, нема многу време. Како ти дошло да се занимаваш со ова? Па прв пат си рече треба човек како мене. Почнав да се расправам со сите водители што имаат емисии на Facebook и видов дека можам да се односам со нив. На чет се расправам? Да, на Facebook, на чет и по природа сум така доста зборлес човек, знам да расправам од секој што сум бил давеш и во друштво и дома и сите се крстеле со мене и реков ајде од тоа да направам барем кариера, пари да направам, зошто да не. Добро. Живеев во Америка 2 години и видов дека таму новинарите се баш такви, без ракавици, без пардон. А во исто време ги следев и нашите емисии и видов колку се нашите емисии досадни. Во Америка ги гледаше нашите? Да, и видов колку се досадни, наистина тоа е една невидена монотонија, ти доаѓа да се убиеш во сета емисија дома кога гледаш. И се реков вреди да се проба и наистина ми успеа, бев песимист внатрешно, не го покажував тоа, не го покажував, мислев дека нема да успее, но за среќа успеа. Кога гледаш македонска телевизија тргаш остри предмети дома? Па да, наистина ќе се согласиш со мене дека нашите емисии до сега беа, освен Васко Ефтов, другите беа многу досадни. И еве јас донесов некоја свежина. За жал сега во моментов моите емисии не може да бидат таква, не е таква средината. Добро. Не живееме од толку демократско општество, но се надевам дека во брзо време ќе имаме можност. Ај ќе дојдеме до тоа, да те вратам малку назад. Колку време ја бараше шансата или одма ја си ја? Па ми требаше 1 месец да ми даде некоја шанса, колку да се видам и самиот дали можам. И во текот на 1 месец отидов кај сите газди на сите телевизии. Баш сите? Да. Озбилно? Да. Тропнав на сите врати и само газата на наша ТВ ми даде шанса. Ризикуваше директно во живо, прв пат застанав пред камера со Филип Петровски. Тоа ти беше првата емисија? Да. И прва емисија и прво памашко, нели, она прв дуел и прво обид за прекинување на емисијата Филип Петровски. Лесно го најде, лесно ти дојде, лесно Па, им Филип Петровски тогаш имаше потреба од представување јавно, бидејќи беше опозиција тогаш и немаше шанси за да излезе на телевизија и ова му пружи као шанса. И потоа сето тоа беше следеше многу интересно, сите оние дуели со Лата, Стрендо, сето тоа беше многу интересно. Така да чувени станаа веќе. Да. Кој све те одбил за емисија? Па, во почетокот никој не ме одбиваше,
Потоа кога Кога видоа почна да те одбиваат? после интервју? Латас. После Латас? Да, после Латас си рекол со овој човек нема зафркавање, овој не е нормален. И прво одбивање беше од Мирка Велиновска, иако веќе имавме договорено со снимање. После Латас рече не. И Миленко ми одби исто така, беше прифатил, но потоа одби и тој рече не, нема разбирачка со овој. Ми претпоставувам дека така си рекол. И чекај, толку ти викаат не и крај или пак им Не дигаа веќе на слушалица, не одговара на SMS-и, прекинуваше комуникација. Така. А имаш некој што ти останала неостварена желба заради тоа што ти се прекина емисии, што не ти дојде, требаше да ти дојде нешто така? Па секако не можам сега да издвојам, можеби лидерите на партиите и премиерот и Бранко Црековски ми останаа како нереализирана. Што ни му отиде на лидерска средба? Што ни му имаше ги сега на Facebook велат треба Саше да отиде на таа средба и да побара дуел. Од двајцата. И да донесе експлозив со себе, иначе ќе се само разнесе ако не припадаш. Да се закани, а? Да. Или дуел или готово. Инаку овие сегашните интервјуи што ги правам што траат по 5 сати, не знам дали си слушнал некој од нив. Како не знам, 5 сати кој ти трае не зезе. Па добро 3-4 сати траат и има една шега сега кажа Геро од Плюс Инфо. Рече јас имам идеална идеја како да се слободиме од Груевски, да го викнеме во емисија кај Саши, он 5 сати да го гњави овој да папса. Да се измори, а? Да. Се изморуваат стварно после 2-3 сата? Па мислам дека Оливера веќе после 3 часа беше многу изморена. И ние ти правеше дајме Саше у реду, што уштели? Па веќе го почувствував тоа и за среќа веќе завршивме. А како иде со стратегија? Додека не папса, тераме муавет? Па додека не станеме самите на себе досадни. Така. Тоа е крајниот. Јасно. Зошто што се случи со Наша ТВ престана таму? Па мислам дека Наша ТВ не сакаше да се бави со политика веќе. И ги разбирам. Јас да сум газда на телевизија, баш ќе се двоумам дали сакам со политика се бавам во ваков амбиент. Имаме власт која што е многу чувствителна на критика, нешто што не очекува во 2013 да се случи во Македонија. Исти причини и со Сонце и со Исти причини и со Сонце, со тоа што кај Сонце има политика, ама само таа што одговара на власта. Добро. Ја бев доста критичен, викав опозиционери. Што те примиле ако више си? Па не знам зашто ме примиле, не знам, треба да ги прашате, они вајде очекува јас да бидам се уште многу неутрален како што бев во првата година. Јас како оди периодот надам Стварно Саша, што ти се случи тебе? Ти не само неутрален, доста луѓе зборува па и дека си ја поддржуваш власта. А после да само се случува некои глупости кои што не може некој човек здрав да ги оправда. Значи, случајот Мартин Нешковски, случајот со Љубе Бошковски, сега последниот случај со Собрание, некои нешта кои што не можеш да ги оправдаш, мислам, тоа е чисто здрав разум е тоа. Така што јас не сум како оние новинари вака што гледаат само на како коњите, значи, туку гледаш што се случува и го носиш твојот суд во реал тајм. На Наша ТВ беше како три пати неделно, па после беше и во Сонце и секој ден. Да. Тоа мислиш според тебе за македонски услови, не е премногу да те секој ден да те има на телевизија, пример. Што мислиш општо за тоа? Па мислам дека ние на македонските новинари се многу специфични, ја би ги нарекол комуњарски новинари. Они мислат дека со една емисија неделно можат да си ја заработат платата и да направат некој ефект. Тоа е исто како ја тоа го викам како прдеж во гаќи е тоа. Значи ти не можеш со една емисија неделно уопште те видел некој, а не те видел. Значи ти сам знаеш дека во Америка сите имате еднаш емисија daily show. Бидејќи работите се менуваат на дневна основа. Особено ми се смешни оние големи 3-месечни паузи преку лето, ако знаеш, кои што се одјавува човекот у јуни вика чао. Сега се гледаме во септември. Се гледаме во септември како тие 3 месеци да нема политика, да нема живот, да нема проблеми. Саша бе треба да одморат вајда новинари. 3 месеци друже. Мај. Многу, а? Да. Кој ти е репер, Саша? Во Македонија? Како сакаш? Светски рамки. Па не знам, порано бев многу затрскан, вака како идол ми беше Џон Стюарт, може си го гледал Daily Show. Добро. Но мислам дека 12 години поред Еми зима. Да, но мислам дека тоа е премногу на страната на Обама без никаква критичност. Добро. И сега уредено си го гледам Morning Joe со Џо Скарборо. И тоа е одличен новинар. А спомнам наши имаш некој да извоиш? Кај нас или Апла никој не ти е. Ми се допаѓа аналитичноста и интелектуализмот на Оливера Трајковска. А ми се допаѓа дрскоста на Васко Ефтов, така да јас се обидувам да бидам дрзок како Васко Ефтов, а во исто време да пробувам да бидам аналитичен како Оливера, не знам колку ми успева, секако ја го немам тој нејзин речник, дури мислам дека тој не е ни корисен тој речник да се користи, нас не треба народот да не разбере, и најобичните шофери и чистачи по разни установи треба да не разберат, а не само оние академски граѓани. Например, да употребуваш зборови, не знам какви високи гранде? Па, мислам дека некои новинари во Македонија се трудат да се
прикажат многу добро пред своите дома или пак некои пријатели да им кажат леле колку беше паметна ти денеска. Тоа не ми е целта мене. Мене ми е целта да ја добијам поентата, да го привлечам вниманието, значи да бидеш сепак гледлив и да те разбираат луѓето, и тоа го почувствував дека добро ми оди, се повеќе луѓе ме препознаваат, ме прифаќаат емисијата и се повеќе луѓе ја мразат емисијата, значи ја гледале, ги нервира. Супер, не може сите не може сите да те сакаат. Колку ти е цел шоу да направиш? Порано ти беше поише од сега или исто ти е и сега? Секогаш голем процент од емисијата е шоу моментот, оној да бидеш гледлив, да се деси нешто интересно, некој скандал, некоја афера. Само така може да продре твојата теза која изфилуваш и со малку скандалозност. Иначе никој нема да те чуе, никој нема да разбере за тебе. Што би рекол, се случило намерно да направиш некои моменти, да, намерно да опцуеш, намерно да не знам да испровоцираш. Тоа веќе бидам искрен, со скандалот со Боки 13 беше намерно предизвикан од моја страна. Што се случи у кратки црти? Сакав да го предизвикам, да му покажам дека може некој да биде дрзо како него. Иако тоа не беше направено со лажни аргументи, тие аргументи што ги кажав во емисијата со Боки се уште држат, се уште ги мислам. Мислам дека тоа е лажно представување на ЛГБТ заедницата, дека она е антиреклама за нив. Јој ти се наѓа и ти стан. Да. И се збореше, мислам беше онак, така на интернет, меѓу топ темите. Беше смешно што он ја заборави лепезата на масата. Озбилно. И морав да му однесам до лифт и да му ја предадам, а тој вриеше вака на возот. Што направивте таму? Ништо, се заборави. Без да промените збор? Саше, така. Што ти пишуваат обични луѓе, Саше? Или не знам, што ти збора на улица, у супермаркет? Па оние на Facebook. На Facebook добивам 50-50, значи 50% се дошто одушевени од моите емисии, од храброста, од начинот на кој што ги искажувам работите, но секако имам голем дел што се незадоволни. Се уште во Македонија не сме навикнати на такви интервјуи, такви жестоки дебати. Луѓето не се навикнати на телевизија тоа да го гледаат. Они се навикнати да се расправат, да, они сакаат дома да се расправат пред продавница, се расправат на пазар, у такси, ама на телевизија не. Тоа за нив е некој стерилен простор кој што сакаат да биде онака монотон. И мислам дека тука е причината зашто луѓето гледаат турски серии, бидејќи нашите телевизии се многу монотони и досадни и луѓето сакаат забава, сакаат нешто живо, вистинско, да, точно без она фасада на умртило некој. На Рај Уно зарем све се шоу, а сите се такви згодни, високи. Па на Рај Уно има такви што ги носат оние вака, нели, како најавувачки, но да, тој што ја го носи шоуто сепак има оно Игор Џамбазов момент на лудост и на не знаеш што ќе се случи, Тони Михайловски момент. Така. Нив си ги побарал? Па да, Игор Џамбазов ме откачи повеќе пати. Не знам зошто, а Тони Михайловски прифати и го чекувам да го направим интервјуто во овие денови. Сериозно? И тоа ќе биде добро. Каде би се ставило на нет, на Мактал? Да, на мојот вебсайт maktal.mk. Ај за Мактал да ви кажеш. Буквално пишуваш ко луд. Мислам, нон-стоп нови работи има. А викаш дека си сам. Како постигнуваш онака баш сега многу ми е лесно, се што работа многу ми е лесно бидејќи сега се уште сум без семејство и тоа не ми одзема време, значи сепак утре кога ќе имам семејство нема да можам вака да работам. Работам по 15 сати дневно, значи поставувам емисии, правам интервјуа, пишувам колумни, а во исто време од YouTube емисии, значи вадиш артикли, гледам имаш многу колумнисти. Тие веројатно директно си ги договараш сам. Да. На Мактал.мк збор. Да. Океј, пример еве со Тони, како би го правил интервјуто? Би го правил на радио, би го правил со Тони ќе го правиме класично како сите други, седнуваме, некаде пуштаме диктофон и цепаме. 2-3 сати. И како ги ставаш клод кој што викаме ние? Така ги ставаш топтан кој што се снимани без никакво едитирање. Па се сеќаваш на ако си го слушал интервјуто со Оливера Трајковска, таа во самото интервју вели, ама здраво вака ќе го ставиш, ова е глупо вака да го ставиш, тоа баш и тоа го стави, како ми кажува, нели, се комплет, да се долови онај бекстејдж моментот. Така. Си задоволен како те третираат и колку те третираат медиуми? Да, мислам дека медиумите ми треба некоја скандалозна буделетинка како мене. И се надам дека тоа е причина зашто ми ти викна во емисија, значи да сепак имаш нешто интересно, да се слушне малку нешто невообичаено. Тоа нас не треба, тоа е шоу бизнисот. Нас тоа ни треба и се надам дека ќе имаме и твојата емисија дека ќе биде се поинтересна и поинтересна. Одлично, Саше, одлично. Се приближуваме при крај. Дај што ќе кажеш за ТВ етерот кај нас? Гледам нешто од малце чепна. Ептен не си задоволен. Си задоволен само од Васко и од Оливера, пример? Знаеш што, ние патиме... Не мора политички, да еве нешто друго, не знам, култура, нешто, филмови кои ти пуштат добри, сигурно наоѓаш време да пуштиш малку и телевизор. Моментов телевизорот стварно ми доаѓа да го фрлам преку прозор.
Но за среќа и твојата емисија се уште има и она емисија на Сречко Поповски Неделна саботажа. Она делчето од Она информативна делчето, наука. да, тоа не мислам дека Сречко Поповски прави единствен продукт кој што вистински е светски на нашите телевизии. Да, одличен, да. И наистина му честитам, користам оваа шанса бидејќи сум на Алфа Се ТВ. прашуваш како го прави тоа, колку време поминува. Сакам да го викнам моја емисија бидејќи користи фантастична музика, неговиот глас е прекрасен. Работеше и кажува се наликуваат на она колумна, сакам да кажам на Горан Михайловски, она со многу сарказам, со многу сенс и многу ми се допаѓа. Инаку кога ме праша за телевизијата, мислам дека ние патиме како бранша, патиме од многу добри директори на телевизии. За мене да си директор на телевизија е како да си тренер на некој фудбалски клуб. Добро. И ти имаш таленти пред тебе и сакаш да извлечеш максимум од нив. И му кажеш, слушај, ти место лево ќе идеш десно, нема многу со лева, малку со десна, значи ние тоа кај нас го нема. Можеби го имаше. Како се однесуваат директорите кај нас? Па кај нас него користат тоа, не ги користат максимумите од сите. И ја мислам дека дури се како изгубени у бранша, они не знаат у која бранша се. Не им текнува дека телевизијата е пред се шоу бизнис. Значи телевизијата мора да те натера да не станеш од столче, ако ти си до веќе мораш у кофа да мочеш пред телевизорот, значи. Така во Америка? Па да. Значи кај нас обратно е, се мачиш да најдеш нешто интересно што ќе те задржи вниманието. И еве се надам дека оваа емисијата нова на Тони Михайловски танц со звездите на МТВ, дека тоа ќе биде нешто многу интересно. Сепак е проверена работа, франшиза светска. И долу беше да не биде фантастично, интересно. да. Сум забележал кај нас и во забавни емисии кога ќе викнеш некој контроверзен човек, не го прашуваш за некој негов гаф или некој скандал. Добро. Се плашиш дека ќе го навредиш, дека ќе ги прекршиш човечките релации. Прекултурни дека се. Да. Еве да речеме ти го викна Миленко Неделковски шоу во твојата емисија, така ли? Дали го прашате и за тоа што бил во затвор и дека се зборува дека власта го ослободила од затвор, па мора да. Па и немам толку информации искрено. Па требаше да го боцнеш малку за да се деси нешто малку така боцкаво, да луѓето да очекуваат и дека мене ќе прашате што незгодно. И другите гости, значи да беше кај Латерман ме везно ќе го прашаше за тоа. Па ти ме нарече несуден Латерман. Па јас се надев дека ќе станеш Латерман, да. Абе, Саше. Одлично. Може да го испратиме Саше, како помина? Добро, ти се допаѓа? Па да, ми се допадна, посакувам успех и голема гледаност. Саше, ајде, сум убаво, сум мактал МК, се најдобро. А ние одиме со млечна енциклопедија. Гледам дојдовте за уште работа. Слушај се, во историјата сите домашни животни биле мозени, коњи, магариња, овци, камили, бафала, ирвас, љакови. Само свињине! Интересна работа. Марија Естер, дека повилја, живеела 116 години. Едва ми текна. Кога ја прашале зашто живееш толку многу, рекла дека пиела многу млеко од магаре. Будала жена. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours, damn right, it's better than yours, I could teach you, but I have to charge. Прв пат одјавуваме вака емисија. Поприлично ни е глупа идејата и се надевам дека и вие го мислите истото. Што ме гледаш ти цело време така близко, бе? Ова беше 1-1. Чао, чао!